Карпошово востание во СДСМ, кој да бил мотивот што Маја Мојсова од СДСМ, кој отпадна во првиот круг, се сликаше со Сотир Лукровски од ВМРО ДПМН, потогот многумина го сватија како директна поддршка за нејзиниот довчерашен ривал. Фотографијата крена паника во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Прво пристигна остра реакција од нивниот центар за комуникации, пошто Мојсова добила повик од партискиот шеф, а денеска веројатно ќе биде викната и на рапорт. Филипче се правда и вели дека не станува збор за некаков договор, туку неговата кандидатка била политички неискусна. Во однос на сликата, апсолутно не станува збор за никаков договор и тоа сакам многу јасно да го кажам. Имено разговарав и со Маја во текот на денот и ќе се видиме, она напиша и еден пост, тоа го препишувам на политичко неискуство, но јасно, децидно кажувам дека нема никаков договор за поддршка на кандидат на ВМРО ДПМН во Карпош. Впрочем, тоа беше еден од кандидатите против кои ние се боревме во првиот круг. Алфа побара став од Маја Мојсова, но таа не одговори на нашите повици и пораки. Сепак се дообјасни преку социјалните мрежи. Вели дека фотографијата била чин на домашно воспитување. Ниту негира, ниту потврдува дека нејзин фаворит во вториот круг е токму Сотир Лукровски. Од што сме отруени со негативна енергија и препукување, сите забораваат на основните цивилизацијски и демократски принципи. Мала е земјата и сите се познаваме и среќаваме насекаде. Инаку лидерот на СДСМ ги повика членовите да излезат на изборите, а во општините каде немаат кандидати да гласаат по свое убедување. Тоа би требало да важи и за Карпош. Лидерот на ВМРО ДПМН пак смета дека со ова на Филипче очигледно не му смета неговите членови да гласаат и за Јакимовски, кој има првостепена затворска пресуда за криминал и е на црната листа на САД. Во тој контекст ја гледам средбата помеѓу кандидатката Маја Мојсова и идниот градоначелник на општина Карпош, тоа е господин Сотир Лукровски. Може би вистинското прашање за претседателот на СДСМ е дали тој поддржува лице кое што е на црната листа за сторен криминал кај нашиот стратешки партнер и дали поддржува лице кое што е осудено во прв степен поради сторен криминал. Може би тоа е вистинското прашање. Ова не е прво несогласување помеѓу раководството и партиското членство на СДСМ. По поразот уште во првиот круг од локалните избори, со кој Бихачка ја загуби титулата втора партија во Македонија, неголемите критики дојдоа одвнатре. Жестоко реагираше поранешниот партиски истакнат член Ивор Мицковски, кој потврди дека во државата нема опозиција, а СДСМ била киднапирана и некооперативна партија. Екс-градоначалникот на СДСМ во Струмица Костадин Костадинов побара итни реформи во самиот врв, бидејќи не смело да продолжи самоволието во партијата. СДСМ во првиот круг најголемиот дебакл го доживеа во главниот град, како и во сите поголеми општини, освен во центар и аеродром. Сепак, ваквите резултати не се причина партиското раководство да понесе одговорност, затоа што според нивните математики локалните избори биле успешни.